Преминуваме на второто прашање што ќе го разгледуваме, а тоа е што би и веќе беше начнато реално овие сите теми се меѓусебно поврзани, што не значи АФЖ денес среде пролетта на фашизмот, и предлагам да дадеме збор на трите панелистки и потоа да завршуваме, да продолжиме со разговор на друго место, да не имаме несакани појави. Баш сме партизанки. Во ладно. Па добро, да, втората тема за разговор која што одредивме за денешната тркалезна маса, всушност ни беше поврзување со денешниот контекст, меѓутоа не во она комеморативна смисла, повеќе во она некоја суштинска смисла, во прашање на вредностите тогаш, поврзани со антифашизмот, и што правиме денес, кога, нели, вчера тоа го спомнав, хара по светов, нели, таа прикриена фашистичка идеологија, владење на десница во сите политички системи. Секој ден има некоја вест каде што во полека една по една во европските зими победува, нели, десницата, што е поразително. Меѓутоа, нели, ова што се случува на Блискиот Исток, во Африка и така натаму. И интересно е да се поврзе тоа, нели, со регионот и со овие пошироки хоризонти кои што ги спомнав пред малку. Така што ќе го прочитам овој дел кој што го одредивме за разговор, па после тоа можеме, нели, да продолжиме со прашањата на оваа тема. Поаѓајќи од одбележувањето на 80 годишниот јубилеј од формирањето на АФЖ и сеќавањето на историското поместување на социополитичките текови, како и отелотворување на женската политичка активност преку нивно, нели, клучно учество во создавањето на наративи на еднаквост, солидарност, антифашизам на ниво на цела Југославија, денешниот контекст ни наложува да се прашаме зошто овој исчекор, направен пред, нели, 80 години, пред неполн век, денес е, нели, троstruko вратен наназад во смисла на тие вредности. Политиките на заборав, бришењето на социјалистичките политики низ целиот простор на поранешните југословенски републики по институционален пат успеа да го одржат, нели, тој дисконтуитет, вижда не ми држи главава, кој што, нели, за кој што и се спомнуваше често и во контекстот на вчерашниот панел, тој дисконтинуитет на антифашистичките вредности на минатото, кои што биле градени, нели, со идеја да ги прошират своите хоризонти ширум светот, нели, со оние антиимпериалистички, антиколониалистички идеи кои што, нели, потоа се претвараат во движењето за неврзаните. Што всушност го гледаме и денес интересно како проблем, затоа што гледаме дека всушност таа империјална сила и тогаш може би сакала веќе, мислам, веќе се чувствувам и себе како повозрастните луѓе кои што, еве, татко ми ќе го спомнам, кој што чита книга Пси рата на Балкану, веќе и некако се гледа таа огромна сила која што ги руши овие мали некои обиди за обединување на земјите од така наречениот трет свет. Така што денешниот светски хоризонт го нарекуваме, мислам, Ивана излезе со оваа кованица пролет на фашизмот, и стварно е така. Денеска сме сведоци на цутот и победата на фашистичките политики насекаде, низ капиталистичките неолиберални форми на управување со системите на сеќавање, системи на информирање, медиумската сфера, односот кон трудот и заграбувањето на ресурсите, што всушност е огромен проблем зашто настануваат овие империјални, нели, пробиви насекаде. Потоа намалувањето и контролирањето на граѓанскиот, на независниот простор, либералните влади се вртат кон казнување на критичките гласови и платформирање на така наречениот антиинтелектуализам. Згора на овие практики на трошење ресурси и човечки животи, како и таложење на профит, сведоци сме на грозоморни настани, нели, кои што ги спомнав пред малку, на војна, геноциди и перпетуирање на вакви практики понатаму.
Во ваков контекст, сега се прашуваме всушност на оваа годишнина, кое е значењето на АФЖ денес. Јасно е дека она суштинско значење на АФЖ со текот на времето претрпава идеолошки вакуум простор и таквото идејно празнење и прилепување нови значења раѓаат проблеми и опасности за суштинско сеќавање и критичко поимање на историјата на АФЖ. Првиот удар што Југославија го доживува е национализацијата на движењето, со истакнување на етничката компонента, градењето на нација, на што главен контрапункт нели биле тие идеи за братство и единство на кој што е основана нели таа федерација. Во овој процес настанало и бришењето на комунизмот, комунистичките политики, бил политички и идеолошки темел нели на ова градење на движењето, зашто помогнали силните антикомунистички наративи во западните политики засновани на страв и на насилство. Паралелно нели се бришали политиките за антиколониализам и меѓународна солидарност. Сега колку го поврзуваме нели АФЖ со ова што се случува сега, интересни примери некој има изнајдено Ивана за тоа каков бил светогледот на жените и каква била таа политичка еманципација дури преку Македонка во однос на светот, во однос на нели тие империјални сили, во однос на колонизаторските практики кои што постоеле и колку од тоа денеска всушност е присутно. Јас би рекла дека е, затоа што првенствено и во Америка, ама и кај нас, доста од оние кои што се млади луѓе, студенти, се оние кои што покренуваат разни прашања по повод на нели ситуацијата за слободна Палестина и така натаму. Меѓутоа не знам, еве, ајде може да отвориме и прашање Такала за ова. само накратко да се надоврзам на овој дел. Не може, Мана, да започнам со било каков одговор на твоето прашање, а да не ја ставам целата дискусија во контекст на она нели декларација за дека живееме во постидеолошко време после падот на Берлинскиот зид, после таа декларација на Френсис Фукујама дека дојде крајот на историјата и дека се понатаму е некое телеолошко сваќање на дека ќе живее светот во вечна неолиберална демократија и слично, и дека се останато ќе биде само решавање на тие партикуларни идентитетски прашања и слично, но неколку декади после таа декларација која беше всушност политички прифатена од страна на хегемонските сили кои нели го победија комунизмот и слично во таа ладновоена структура на односите и на идеологиите, и навистина се воспостави тој постидеолошки дискурс, со тоа што јас би рекла дека денес кулминацијата во 2024 година која ја следиме е токму кулминација на дезинтеграцијата на тие општества кои прогласија нели крај на историјата и всушност гледаме дека воопшто нема крај на историјата во таа смисла како што беше заведено или пак огледано од страна на тогашните теоретичари, туку следиме една буквална атомизација на субјектот во рамки на тие либерални де факто демократски општества, но атомизација која што е сведена нели на некои површни конзумеристички избори. Значи немаме политизација, не постои, дури беше интересно да се слуша Борис Буден како посочува дека токму низ овие хиперрелигиски некои општества, структури, сили, дека токму низ нив некои се обидуваат да допрат до политизација, низ некој многу чуден некоја чудна странпутица, некој чуден некој патче, некоја препрека. Што само ни укажува дека таа идеологија која тогаш се развија, која не ни беше согледувана како идеологија воопшто, всушност доведе до некои прогресивни патишта, развој на светот, туку токму тој историски ревизионизам на постладновоеното општество доведе до возобновување на колонијалистичките политики кои што го формираа европскиот проект на почетокот на 20-тиот
век. Всушност, Првата и Втората светска војна се колониалистички војни, тие се водат за тие светски пазари, секако дека постојат други динамики кои што ги воделе, но синонимот на европскиот проект е токму базиран на тие колониалистички динамики. И тука морам да се навратам јас повторно на антифашизмот, баш токму во таа смисла, пренесен дека денес тие идеологии создадоа таква едно решение како да се соочат, нели, се користат многу тие гестови, соочување со минатото, помирување, национално помирување, никогаш да не се повтори, но за жал гледаме дека тие се само гестови, тие се тотално испразнети од значење и токму историскиот ревизионизам и функционира на тој начин да го испразни антифашизмот, комунизмот и слично од тие негови политички значења. Кои беа политичките значења? Антифашизмот не е само, не знам, некое фолклорно сведување малте на некој национален фолклор, туку неговите политички значења беа токму не само борба против фашизмот, туку и борба за некаков поинаков свет. И тоа е суштината која всушност ја одбележуваме и во однос на АФЖ и во однос на другите динамики кои се развиле. Ние секако може да зборуваме и да сме критични кон тие внатрешни динамики на АФЖ. Апсолутно е потребно да тие да бидат ревидирани во историографски контекст, во дискурзивен контекст и слично, но од друга страна пак историската политичката имагинација на антифашизмот е токму во тоа замислување и градење на некој поинаков свет во кој жените учествувале. И само накратко ќе завршам за многу брзо. Морам јас тука да поврзам дека тие главни руптури кои што го формираат тој нов свет беа токму базирани на интернационализмот. Антифашистичката борба не била локализирана само на тие борба против тие локални фашистички структури, регионални и слично, туку интристично е поврзана со антиколониализмот, со интернационализмот, со дружбата едноставно со третиот свет. Таа некоја дезигнација на трет свет, нели? И гледаме дека антифашизмот е секогаш победа на опресираните во период на геноцид во Втората светска војна. Додека денес геноцидот кој се случува, ќе морам јас малку да се осврнам, секогаш кога се случува геноцид некаде, тоа е всушност пораз на опресираните. Додека пак токму тоа што ни го нуди како историско искуство, антифашизмот е таа победа на опресираните. И во таа некоја смисла, мислам дека ревизионизмот кај нас, сега да се вратам малце од главната идеолошка структура кај нас, како таа се изразила на европската периферија, е токму поврзана со чистење, санитаризирање на антифашистичките традиции од историските искуства на нивните протагонисти. Значи, ние не се зборува чисто само за некои партикуларни сеќавања. Значи, оваа група се сеќава на овие личности, оваа група ги има овие сеќавања, но никако да ги поврзиме со политиките и идеологиите на антифашизмот, кои беа антиколониалистички, кои беа антиимпериалистички и суштински гледа на едно сеопфатно поврзување. И тука би сакала да покажам дека тие поврзувања не биле апстрактни и негде постоеле во некои виши политики на државата, туку беше многу интересно за мене во моите последни истражувања на архивски материјали поврзани со некои локални одбори, дури во места како Преспанскиот регион и слично, каде што жените на нивните состаноци, каде што се собирале за да читаат политички текстови кои биле дел од таа пропагандна структура, секако спроведувана од Народниот фронт, од Комунистичката партија и слично, но служела во тој контекст на еманципација и политичко издигнување на жените, како што го нарекувале. Многу често тие се собирале и комуницирале и со големи организации светски, Демократската федерација на жените и слично. И комуницирале, имало и преписка која што е запишана и се надевам дека во скоро време овие документи кои јас тука ги иницирам ќе бидат достапни. И во нив се собираат потписи и жените од Македонија учествуваат во тоа собирање потписи во контекст на студената војна, кои се антивоени. Тие се допишуваат меѓусебно и се дури во некои од текстовите се наведува дека им порачуваат на жените, еве да цитирам ова што е пред мене, овој цитат од таков документ, на жените од Америка и Англија им испраќаме апел да се запри борбата против хушкачите на нова војна, бидејќи
сакаме да ви напоменеме какви уништувања и страдања донесе последната војна, се мисли на Втората светска војна. Исто така тие секогаш се јавуваат како заговорници на траен мир во светот, за жените од целиот свет бараат мир, често се тие реченици кои се повторуваат во овој вид на преписки, како и литература која што била поделувана, дури и бараат како и прават иницијативи за намалување на вооружувањето во тој период. Се ова е, како што кажав, од таа документација. И многу се користат секако дека тие се контекстуализирани тие термини како империалистичка политика, англоамериканска политика. Тоа е терминологија сходна на тоа време, секако. Но она што е поентата е дека тие и тоа како иницирале и учествувале во создавање на тој нов свет после Втората светска војна, токму и низ иницирање на таа солидарност со народите кои се уште биле под колонијални динамики. Па дури во некои од документите поврзани со критика на и спротивставување отпор на империалистичката политика, како што цитирам овде, е и споменување на крајот на управувањето мандатско на државите на Англија со Палестина, каде што, како што се вели, ги црпеа сите сокови на богатата палестинска земја на штета на сиромашното еврејско и арапско население. Значи, ова е документ од 1948 година, кој што ни кажува дека во тој период се иницирала и постоела солидарност, која што била базирана токму на таа класна основа првенствено, која што согледувала зошто настануваат тие колонијални динамики, дека за нив нема некои етнизирани конфликти и слично, туку главната цел е црпење на тие богати ресурси и слично, кои што понатаму се преведуваат политички во некои пропагандни војни и слично. Така што за мене денес, за да се зборува за антифашизмот, значи да се зборува и за настаните кои се случуваат, воените страшни воени настани кои што се случуваат на Блискиот Исток, геноцидот врз палестинското население. Војните кои се случуваат и во Европа исто така се производ на тие колонијални динамики. Јас ова сакам да го поврзам на една системска база. Сакајќи да кажам дека, и тука и ќе завршам, ние не можеме да се сеќаваме на антифашизмот само низ таа призма на биографии, на негова некоја монументализација и слично. Точно, токму и низ неговите политики на кои тој бил базиран, а тие се, морам да повторам, антиколонијалистички. И денес, всушност, вистинското прашање е што можеме да научиме од антифашизмот за нашата моментална ситуација и невозможно е да не ги споменеме. Значи, нема да сме искрени и нема да сме правични. И ќе погрешиме и на тоа на тоа научно ниво, но како што споменавте и на тоа емотивно, етичко, политичко ниво на опходување кон ова минато. Така што тој што сака да зборува денес за антифашизмот ќе мора да ги спомене и денешните опресирани народи и заедници. Да дополниш? Ми дозволуваш? Да, јас давам збор, Ивана, само прво ти благодарам за цел осврт. Мислам дека сите сме во однос на тој истомисленици тука. Нема да должам, ќе дам збор на мај. Да, јас баш за ова последното, Ивана, која го споменува за нужноста од политизација и контекстуализација и поврзување на нештата со тоа што им претходи и на нештата транснационално, значи и со тоа што се случува некаде на друго место во моментов. Всушност тоа што научивме или како што ни значи АФЖ денес или кои се оние, мене ме интересира и малку методолошки да размислувам, значи кои се оние алатки, техники и стратегии, бидејќи и за тоа пишував кога пишував за претходните за зборници за стратегиите и наративите во кои што размислуваме, така што блиска ми е таа линија на разграничување на
на различните наративи и дискурси. Така што од една страна транснационалната димenzија е способноста за временско и просторно растегање лично и колективно и засегнатоста или заинтересираноста за читање на дали на одредена култура или книжевност, кое што всушност било многу суштинско во работата на АФЖ, бидејќи низ списанијата на Македонка ние многу често можеме да видиме, за тоа нема посебен текст, меѓутоа има низа културни содржини кои што се занимаваат со различните изложби на размена во културните домови. На тоа како тие биле поврзани преку уметноста, како биле поврзани преку политичкото дејствување, со преку различните настани кои што се случувале во светот на тие конференции, како пренесувале различни репортажи од светот во списанието и за да бидам и некако доследна на и ова Ивана која што го кажа, е поврзано со сегашните случувања и ставањето акцент на тоа денеска со какви се и каде се војни се случуваме, просто ми стигаат пораки на дневно ниво од различни пријателки кои велат не можеме да пофатиме што се случува секаде заради тоа што работите се менуваат во рок од неколку часа. И некако ми се чини дека може би битно тука да најдам да именувам еден пример од нешто кое што се случува сега актуелно, а тоа е ситуацијата повторно со курдското движење. И го давам намерно овој пример на ракописите на Абдулах Оџулон, основачот на Курдската работничка партија, познат како филозофски мислител и водач на Курдското движење, интернационалните негови струи и кој што е патам затвореник на турски затвор, од турскиот режим затвореник на еден остров кој што е затвор креиран само за него на почетокот. Уште од 1999 година, значи до 2010 знам дека има напишано само 13 книги. И ми беше интересно ова да го дадам како пример, бидејќи сакав да екстрахирам методологијата од неговите ракописи за мапирањето на демократските движења, струи, односно како што се нарекуваат демократските реки во едно општество, кои што се поврзуваат со практиките на архивирање и спротивставување на заборавот. И како тие демократски реки всушност постојат секогаш паралелно на некои конзервативни струи во нашите општества и колку е всушност битно тие да постојат и да ги одржуваме во живот. Всушност овој пример ми беше значаен да го споменам, прво заради идеолошката некако блискост меѓу курдското движење и партизанското движење, нивното преживување особено во рурални средини, повлекување во планините, а потоа и НОП и КПЈ. Второ, заради важноста од правење паралели со примери од Средниот Исток и Блискиот Исток, нели нормално Ивана како што кажа, наспроти постојаното давање на примери од Западот. Средниот Исток, бидејќи често пати подлежи на екзотизација и на расистички сваќања, и трето заради поставување на пример на напишување во буквална и принудна изолација која раѓа мисла за еден поинаков светоглед наспроти историјата на филозофирање или креирање на филозофски размислувања во изолација токму од привилегија. И сега во ракописите кои се обидов колку можам повеќе да поминам оваа изминатата недела, бидејќи знаев за Оџулон, меѓутоа ги немав читано ракописите и се обидов некако од него да извадам како всушност тој го практикува овој метод на мапирање на демократските структури. И вели дека се базира на три принципи: децентрализација и автономија, односно отфрлање на централизиран модел на нација и држави и јакнење на локалните заедници како посебни повластени ентитети, хоризонтални структури, хоризонтално одлучување преку совети кои ќе се осигура дека моќта не е концентрирана нагоре, плурализам и инклузивност, вклучување на различни етникуми, родови, класи и идеологии во општеството. И всушност мапирањето само по себе
се гледа на тоа на едно визуализирање на демократските принципи низ историјата и всушност поттикнува и ние денес, например, ако сакаме ова да го приложиме во нашето општество како некаква практика, е тоа да се обидеме колку поназад ние можеме да ги мапираме нашите претходнички кои што на јазично ниво, меѓутоа и во теоријата и праксата направиле на ние денеска да ги имаме овие феминистички идеи, која е свесноста во нивниот јазик која што постоела, на која што ние се надоврзуваме. И всушност таа визуализација и структурирање на такви процеси денес се прави со цел на продолжување на реката за да знаеме точно каде стоиме, што правиме и да можеме директно и веднаш да се повикаме на минатото и на одредени случувања и контексти. И тоа не подразбира само територијално ограничување на тоа каде одреден народ живеел, туку и понастрана повлијани од другите напредоци кои што ги постигнуваат нашите соседи и всушност на едно транснационално светско рамниште. Сакав да извам уште неколку работи, а тоа е дека можеби она кое што е многу битно да го земеме од АФЖ е интеграцијата на отпорот во нашиот животен стил и култура. Гледаме како после 47-ма некако има пасивизирање на револуционерната димензија на АФЖ, меѓутоа до тој момент има интересни методи кои што можеме да ги земеме и да работиме со нив, тоа е дека отпорот не е нешто кое што се случува понекогаш и треба да биде стварно исклучок, како што сме навикнати сега во нашето секојдневие да функционираме, односно преминуваме од еден стадиум на огромен распон меѓу емоциите, значи од меланхолија или меланхолична ситуација во која што се наоѓаме и апатија, до некаква протестна екстаза до која што доаѓаме кога се бунтуваме и креираме некакво граѓанско движење и секогаш сме некако измеѓу тие две емоции. Всушност, психологината Ана Блажова има направено докторска теза кога ги има истражувано овде случувањата поврзани со студентските протести, автономната зона и шарената револуција и ги има истражувано афектите и емоциите кои што настануваат кај луѓето кои што се дел од овие движења. И интересно е истата нејзина забелешка дека постојано има одење од позиција на меланхолија во позиција на екстаза и повторно враќање во меланхолија откако ќе завршат настаните. Така што интеграцијата на отпорот како постојан начин на действување, односно неговата интеграција во културата, животниот стил на едно општество ми се чини дека е една нужна тактика и стратегија и начин на постојање и преживување која што мора да имаме за да ги немаме овие големи бранови на испони и падови. Да, тоа извинува не и се симптом нели на нездрава врска и тоа е баш за однос на неодржливост. Илустрација на неодржливост и мислам дека тоа е една од субтилните стратегии на неолиберализмот. Тие моменти на outrage заменети со тотална исцрпеност на чувствата, на способноста за акција, па потоа пополека се акумулира и пак доаѓа. А тоа стратегија на отпор, како да кажам, не е атрактивна, не е привлечна, тоа е константна и мирна и умерена, предпоставувам, на некој начин, ама тоа е многу потешко и на лично и на колективно ниво. Јана, може да завршуваме, така? Да, ама сакам и јас малце да затемава. Добро, имам уште пола сат, ама ќе го скратиме на 15 минути. Добро, ако публиката се согласува, мене мислам, добро, ајде. Јас би ти дала 3 минути за завршување. Не, добро, јас сакав малце повеќе да се навратам на она што мене, верувам и на повеќето тука кои што сме не обкружува во секојдневието, а и одејки нели по таа линија на ти што го спомна приеска ова со како беше ќе го оживувате ли АФЖ, како ти рекле пак вие со АФЖ, тоа е така. И како се спомнува таа некоја нели релација на тогашното АФЖ со денешните организации женски
феминистички и нели ајде, затоа што многу често има некој кој што сака да каже еве ова е продолжувањето нели на АФЖ, женските организации, феминистичките организации, мада тоа малце тој континуитет е поише дисконтинуитет. Иако нели откако се расформира АФЖ се всушност претопува во на организација на жените на Македонија, меѓутоа еве ајде да речеме дури и кога е комплетно различно значењето и така натаму, да речеме дека станува збор за организирани жени кои што нели повторно се борат за рамноправност и така натаму. И многу ми е интересно да го наблюдувам целиот овој тек на настаните кој што се случува во светот, за кој што спомнавме многу пати за геноцидот во Газа и да не ја забораваме и тоа во Судан што се случува во Африка. И посматрањето на тие женски, феминистички, што е уште по нели засегнато кога е за оваа тема, ставовите нивни и нивните заложби во врска со ова што се случува. Морам да кажам дека е многу чудна, алармантна ситуацијата, затоа што најпрво оние земи кои што се инволвирани директно во правењето на тој геноцид и на заграбувањето на тие ресурси се истовремено и поддржувачи, финансиски поддржувачи на организациите кои што треба да бидат феминистички тука. И ние како прво па женско сме го искусиле тоа во обид нели да се помогне на жртвите во Газа. И тоа е веќе тема за која што има огромен слон во собата и ништо не се зборува за тоа никаде и некако се тивки многу тие женски феминистички што уште по загрижувачки организации, нели сите кои што се нели членка на таа платформа за родова еднаквост. И што правиме сега? Дали е тоа причината? Дали е причината за ова нели ups and downs, амплитуди на разочарување и како беше, екстази, така беше. Што е причината зашто не се дава воопшто поддршка никаква на таа идеја за слободна Палестина и така натаму? Не се адресира прашањето директно во јавноста. Дали се преморени жените? Дали чувствуваме дека нема никаков оддек ни за горечки прашања кои што во моментот не може да ги решат тие организации, а се нели во склоп на овие институции тука, па сега како ќе решиме ние прашања кои што некаде подалеку. Меѓутоа, она што е важно е дека феминистичките организации, женските организации, дури на почетокот најпрво биле формирани прво со идејата нели за подобар живот и права работнички и така натаму. Меѓутоа и голем дел од тие организации биле формирани баш со идејата за против војна, антивоени. Многу од нив биле и за тоа формирани. И некако како тоа да се заборава, нели се спомна и ситуацијата со распадот на Југославија и со војната, што се случи во Југославија. Дел од тие феминистки беа будни, не заземаа националистичка страна и да бранат некаква си етничка нели позадина кауза, туку као на пример мора ги спомнам Жена од црно. И тие го продолжија тоа. Меѓутоа гледам дека некако не се продолжува понатаму она што за кое што Ивана зборуваше, таа антифашистичка идеја. Толку е испразната и комплетно веќе сега се спомнува, да, поврзано со АФЖ, не се спомнува поврзано со актуелните настани на кои што треба да се адресира. И јас се радувам што имаше некои иницијативи во последно време, дојде до мене мејл порака за да испита што е со женските движења и со прашањето за Палестина, за кој што Андријана малце повеќе ќе ни каже. Да, фала многу. Се надевам дека нема многу афективно да влезам во ова, затоа што минува буквално ми е
во се што правам многу активна позадина цело време. Имаше многу работи кои што кажавте денеска, мислам ја тука се запишував и така некако се ми се налепува на ова што мене живо ме интересира. Да не должам, само сакам нели да се надоврзам пред се нова Јана што го кажа, значи со уште 3 девојки и жени од регионот, поточно од Србија, направивме едно као мини истражување токму за да видиме зошто, затоа што нели наиндикативно беше пред се молкот на социјалните мрежи. На некој начин тоа е нели местото од кај што ние грото ги црпиме информациите, особено би рекла дека за геноцидот во Палестина и не можете на друго место и тоа исто така има многу интересна разлика каде, на кои мрежи, затоа што на Facebook речи се да ги нема, на TikTok исто така, на Instagram реално е доминантното тело на информации, видеа и ставови, мислам на нели прегледи што до каде од тогаш до сега е направено или не направено, така што и цензурата, да, исто така. И ние направивме еден прашалник кој што го испративме до платформата за родова еднаквост првенствено во Македонија, затоа што тоа е така фино групирана група на фино собрана група на организации што самите си се декларираат како женски или феминистички. Испративме до мислам околу 30 на организации во Србија и решивме во истражувањето да ја вклучиме и Босна, затоа што преку истите социјални мрежи видовме дека во Босна поддршката декларативна, ако ништо друго, е многу повидлива. Значи, ви имате транспаренти што висат по мостови, значи нешто што ние го немаме ни во Србија, ни во Македонија посведочено и си помисливме дека може би религијата тука игра некаков удел. И затоа ја вклучивме и таа земја, иако сум многу помал број на организации, затоа што едноставно ниту јас, ниту моите нели колешки не сме по потекло од земјите и не го познаваме тој пейзаж таму доволно добро. И ние тргнавме токму од ова предпоставка дека генерално се молчи по ова прашање поради донаторските политики, што во голема мера во прашалникот и се истакнува како многу битен фактор. Меѓутоа, исто така ние ги анализиравме и социјалните мрежи на истиве овие организации кои што ги пополнија прашалниците, за да видиме каков бил и нивниот став визави Украина, која што нели во знак на водници е поприфатлива војна за да се има став отворен, затоа што сите нели западни земји беа као да, мислам Руси, да. Така што и уствари тоа што нас не очекувавме во суштина да го видиме пред се квантитативно по број на објави, по број на ставови и така натаму е дека нема некоја драстична разлика. Дека во суштина ниту војната во Украина, ниту геноцидот во Палестина, иако нели едново е геноцид, другото е нели сепак воен конфликт, не будат доволно интерес во јавниот дискурс, при што тука нели пред се не мислам на медиумите. Не ги анализиравме, немаме ни време ни капацитет како група од 4 луѓе, ама затоа не интересираше ставот на овие кои што нели би требало да се гласноговорници и поборници за тие човекови права. Така што ние, иако се уште во фаза на анализирање и нели заокружување на тие некои тези, ми се чини дека мојот личен заклучок се доближува многу до ова што Ивана го збореше, а тоа дека можеби и поради тоа што има дисконтинуитет во едукацијата генерално, затоа што нели никој од нас не е учел за ова во школа. Мислам, ја затоа и се запишувам на курсеви за феминизам за да некако си ја комплетирам хронологијата, ако ништо друго. Фали интернационализмот и фали антиколониализмот и антимилитаризмот како призма низ која што ќе се гледа се што се работи. Затоа што само тоа нам мислам дека ќе ни дозволи да видиме малку подалеку од нашиот двор. Значи, едноставно за овие прашања, тоа што мене ме фасцинира, јас можам нели до некаде да ја разбирам тој страф од нели губење на работно место, од губење на плата, од некаква финансиска сигурност, ама во исто време не можам се нели да не се прашам дали не ризикувале и тие жени во Афежа кога нели земале пушка в рака. Мислам, тоа е нешто што ние ја мислам дека не ни можеме да го замислиме како ангажман. Ние сме научени во канцеларија пред компјутери, нели, мислам евентуално на протест некој. Шарена револуција можда беше кулминацијата во однос на таа небезбедност по улиците, ама ја не можам да ја разберам тоа немање потреба да се оградиш од нешто. Само да ја разберам дека ние како поединци многу често го носиме тоа чувство дека што и да правиме најверојатно нема многу да смениме. Ама на крајот на денот ние имаме нели моќ да кажеме дали сме за нешто или сме против нешто. И мене лично како единка ми е битно ја да се позиционирам и да кажам ја до тука
Ја ова не го прифаќам и ја тоа ќе го кажам секогаш кај што ќе одам, иако тоа нели во големата слика нема ништо да смени. И уште еден многу интересен податок беше дека ние ги прашавме преку прашалникот испитаниците, а грото се испитанички. Имаме само 4 што се идентификувале како мажи. Едното прашање беше дали мислите дека доколку не постојат ограничувачки фактори од типот на донатори, немање консензус во организација, исламофобија, антисеминизам и ред други, можда прекарност и така натаму, дали мислите дека вашата организација повеќе би се бавела со нели ова прашање? Одговорот беше можеби и не знам. А кога прашавме дали вие лично би се бавеле повеќе со ова прашање, доколку нема исти вакви ограничувачки фактори, 50% рекоа можеби. А ние сметаме дека луѓето кои што работат во овие организации се нели напредниот глас, прогресивниот, кои што знае што е антифашизам, кои што нели можда има читано за Македонка, можда нели излагал на улици за против законот за абортус и така натаму. И мене тоа е тоа што ме поразува, што тоа чувство на тој агенс, таа дејственост како самите да се откажуваме од неа, само затоа што мислиме дека нема да успееме, а тоа истовремено, нели дефиницијата на успехот и неуспехот, исто така капиталистичка алатка. Мислам дека тоа е најмоќната алатка на неолиберализмот. Суптилни се тие алатки. Самите доброволно се откажуваме. И самиот наш живот организиран околу 8 до 10 до 12 часа пред компјутер е тотално несоодветен на ние сме животни. И мислам дека тоа едно си води кон друго, ама тоа е многу широка тема. Со тоа што да се испофалам, очекувани би ми биле мене овие резултати, целосно се во насока на моето општо мнение кон нашата невладен граѓански сектор и со тоа што донаторските политики се колониалистички политики и тие водат до добри работи, значи тука има пак некоја дихотомија која што не е бинарна. Произведуваат добри работи, истовремено перпетуираат неолиберален животен стил и ги тераат луѓето да се откажат од својата дејственост, мислат дека ништо не може да направат и станав многу критична кон нив. И мислам дека многу голем дефокус прават, исцрпуваат ресурси, привлекуваат луѓе кои што никаква идеолошка, нити интерес имаат кон тие прашања и така на широко и надолго веројатно. Па, не знам, мене интелектуализмот исто така има проблеми таму и најлошо од секоја ќе се спротиставиш на ова, излегуваш од секој колективитет. Остануваш сам на себе и со огромен ризик од тоа да бидеш турнат кај Апасиев во Левица, етикетиран. И затоа е многу тешко да се има издвоено мислење. Издвоеното мислење во овие региони мислам дека е и секогаш е веројатно, еве го Оскар Валд ке помислам или некој друг. Тоа е живот осамен, води кон релативно осамен живот, затоа што се очекува ако се согласуваш со некоја поодредено прашање, дека мора да се согласуваш со се. Ако работиш во невладен сектор, дека мора да ги прифаќаш сите колониалистички практики, извештаи, политики, потписи за кои што се смееме цело време и дека не смеш да се исмеваш со нив и дека не смеш да кажеш дека Палестина е сериозно прашање. Тоа е едноставно очекувано од тебе и тоа е некоја горе-долу претпоставам сите, освен тие што имате среќа во државно да сте, среќа или не среќа, во кое што сите на некој начин се движиме. Убаво што ова мислам дека и сршта и основата на нашата можност за да ја гризнеш раката што те храни. Што е интересното што ако веќе се соочуваме со таков ризик, нели, од губење на колективитетот, и колективите, добро. Мора да постојат субверзивни начини на действување. Нели? Преку компјутер, тоа не преку, се разбира дека преку креирање на безбеден простор кај што ти ќе можеш да ги споделуваш различните мислења, тоа не постои, а ние се бориме за демократија. Савка синоќ ја праша што ќе документираат луѓето за 50-100 години од сега. Ја мислам дека ако се земе периодов на првата година по геноцидот од како е почнат, нели, во својата кулминацијска фаза, ништо, социјални медиуми ќе документираат, а тоа ќе биде фарса. Има доволно, знаеш. Сакам да кажам, мора ние да изнаоѓаме кога сонуваме за ново општество, за нешто поинако, окей, супер, ама ние мора да се едуцираме и постојано да го држиме, ми се чини во живот ова наследство што го имаме, за ние малце да се оснажиме.
Ама мислам дека ако веќе не ограничуваат работните нели услови Преживувањето, ајде да го правилата, наречеме. ние мора токму во име на тоа преживување на човечноста во нас мора да изнаоѓаме нови начини на организирање, макар не стоеле со транспаренти на улици, поинаков начин мора да постои. Нели секој пат има алтернатива, само ние мора да видиме која е алтернатива, ама првенствено ми се чини дека ти треба да сакаш да преземеш нешто по тоа прашање. Мене тука ми е Јас се плашам, Адријана, дека и тоа е привилегија. Не заинтересирана. Да сакаш, да имаш либидална некаква внатрешна дејственост, енергија, да мислиш дека можеш нешто да смениш. Мислам дека и тоа е прашање на привилегија. Цел систем, образованието со кое што и ти имаш сега, е устроен да го уништи тоа. Од многу рани нос. И сега некој ќе преживее, ете и тој ќе преживее и ќе вели Free Palestine или нешто ќе има издвоено мислење. Другите сите се плашам. Добро, дали тоа И затоа дури ги разбирам. Јас мислам дека подемот на десницата мора да го бараме во неуспехот на левицата. Целосен неуспех. Ама кога ќе го речам, пак одам кај Апасиев одма. Не, ама смешно ми е, затоа што многу лесно е да добиеш етикета и си ги чувам своите мислења затоа што се претежно непопуларни. Подемот на десницата, левицата е целосно неолиберална. И дури има поголеми работнички струи во десницата, отколку што има во левицата. Кој сака да верува, нека верува. Збориме за нашата левица. Не зборам за левица како партија, тотално се оградувам, ете пак, да. Зборам како идеолошка определба и блок и заради тоа, и тоа се гледа вака од статистика, може да се види тоа многу јасно. И најпрогресивни моментално движења се десничарски на doom preppers, кои што сакаат да излезат од, според мене, секакова е многу лично мислење. Се трудам, јас мене популарна култура ме интересира и ги гледам тие. И мислам дека тие луѓе што сакаат да се одметнат од владата, затоа што има претежно се американци, но ги има и во Европа, и сакаат да имаат собствен систем на храна, одржливост целосна, можеби тие се новите комунисти. Вака сега е многу рано да се каже и навлегуваме во многу добро различни социолошки феномени, да, јас тоа. Се извинувам, добро, барем не одзедов многу време, ако ништо друго. А предлагам сега да продолжиме со муабет на ручек, така? Ви благодарам на сите за присуството. На тие што бевме малку мина, многу не беше убаво, ми се чини. И така, тоа е тоа. Ајде се гледаме следната година, предпоставам. Јана, сакаш да кажеш завршен збор? И на изложбата да дојдеме сите? Да. Четврти во 7 часот, Да. на 19. Така е да се дојде на изложбата, наредба 24 декември во 7 часот во прекрасниот музеј на Македонија кај што сме сега. Фала ви на сите. Фала Ана и на тебе.